Добар ден, почитувани. Пред вас е уште една телма амбуланта, која што овој петок ја реализираме во соработка со Жан Митрев клиник. Ноќната апнеа е потенцијално сериозно нарушување на сонот, при што дишењето на моменти запира, а потоа продолжува. Доколку хрчите гласно и при тоа сте уморни во текот на денот и покрај тоа што сте спиеле цела ноќ, тогаш е можно да имате еден ваков проблем кој што може да доведе до сериозни здравствени проблеми. За ноќната апнеа, за причините поради кои што се јавува, начините на лекување пред се по хируршки пат, денеска ќе зборуваме со доктор Нена Пецева, специјалист по оториноларингологија од Жан Митрев клиник. Доктор Пецева, добре ни дојдовте. Добро ве најдов. На самиот почеток од емисијата веднаш ќе разрешиме една дилема околу ноќната апнеа. Ќе го погледнеме првиот делоп, кој што гласи: апнеа е прекин на дишењето во сон. Докторке, како изгледа овој прекин и колку време всушност треба да трае прекинот на дишењето, дали повеќе од 10 секунди? Да, апнеа представува прекин на протокот на воздух низ горнореспираторните патишта, кој треба да трае повеќе од 10 секунди. При тоа настанува пад на сатурацијата од 4%. Тоа е всушност заситено со кислород на крвта, така? Да. Со тоа се намалува кислородот во организмот, при што мозокот го регистрира овој пат на кислородот и го буди организмот да повторно ги отвори дишните патишта за да земе воздух. Ова будење пациентите не го осеќаат, како ни интензитетот на рчење во текот на ноќите и не се свесни за сериозноста и за болеста што ја имаат. Дали некој што спие покрај нив може да ги забележи овие проблеми? Најчесто забележуваат партнерите на пациентите и тие се тие што ги носат кај нас на преглед пациентите. Сега колку често се јавува ноќната апнеа? Уште еден телоп ќе погледнеме поврзан со оваа состојба. Секој 20 лица страда од ноќна апнеа, што е 5% од општата популација. Овој процент воопшто не е за потценување. Не, така, според Светската здравствена организација, 100 милиони луѓе боледуваат од оваа болест. Кај мажите се јавува од 2 до 7%, кај жените од 2 до 5%, а кај децата од 1 до 5%, што е сериозна бројка и не е за запоставување. Така, значи децата, и тоа најчесто на возраст од 2 до 8 години, да, може да го имаат овој проблем. Ке нив најчеста причина за овој проблем се хипертрофирани палатинални тонзили и зголемени аденоидни вегетации, како и дебелината. Ке проговориме за сите овие состојби подетално, но дали е точно дека луѓето кои што имаат хипертензија, покачен крвен притисок и кои што лековите не даваат никаков ефект, проблем со ноќна апнеа се јавува кај 50% од нив. Има ли вистина во оваа бројка? Да, голем е процентот кај пациентите што боледуваат од артериска хипертензија, што имаат обструктивна ноќна апнеа. И добро е што луѓето станаа свесни за оваа состојба и дека само по себе третирањето на артериската хипертензија не дава резултати ако не се лекува причината за настанувањето. Затоа и се да се чуваме кон диагностиката и третманот на ноќната апнеа. Така, да проговориме за типовите на ноќна апнеа што се јавуваат. Да. Постојат 3 типа на ноќна апнеа. Обструктивна ноќна апнеа, тоа е апнеа која доаѓа поради колапс на мускулатурата во горнореспираторниот тракт, односно во грлото, и имаме централна ноќна апнеа која настанува поради тоа што мозокот не праќа сигнали до респираторната мускулатура, и мешан тип каде што имаме кај што се јавуваат и обструктивна и централна ноќна апнеа. Најчеста е обструктивната ноќна апнеа. Ризик фактори за настанување на оваа апнеа е пред се, значи, дебелината, потоа анатомски деформитети во носот и грлото, пушењето. Ке пушачите 3 пати поголем процентот на настанување на обструктивната слипинг апнеа, него ли ке не пушачите, бидејќи се зголемува инфламацијата во горнореспираторните патишта, како и задршка на флуидна течности во нив. Така. Исто така консумацијата на алкохол и на седативи ја потенцираат оваа болест.
Значи, доколку сме испиле алкохол пред да си легнеме, сме биле излезени малку поголема количина алкохол, може да ни се случи да имаме тогаш ќе се с големи број од апнеи. А доколку сме немале, дали може таа вечер инцидентно да ни се случи да добиеме? Во зависност дали сепак пациентот боледува од таа така, болест. Значи, ова е предиспозиција, значи алкохолот и седативите потенцираат само бројот, зголемуваат бројот на апнеи во текот на ноќта. Така. Исто така апнеи ке мажите доминира овој синдром се до периодот на менопауза, каде што се зголемува процентот на кај жените што боледуваат од обструктивна слипинг апнеа. Тука е исто така и фамилиарната историја влијае, како и назалната конгестија, односно алергии или хронични риносинузити, полипи во нос, деформитети на носниот септум, и тие предизвикуваат ризик фактори за настанување на апнеата. Има една теорија дека кога спиеме сите мускули се опуштат, па поради тоа и мускулите од горниот зид на грлото се опуштат и се случува всушност овој проблем. Дали е ова точно? Дали поради опуштена мускулатура всушност може да се јави ноќна апнеа? Да, поточно во REM фазата, значи на сонот, тогаш доаѓа до пуштање на целата мускулатура на телото, освен имаме движење на очните булбуси и на респираторната мускулатура. И кога лежиме, например, на грб, тогаш се потенцира апнеата, бидејќи мускулатурата се релаксира и се затвара простор за дишење во грлото. Така, и споминавте обструктивната апнеа, зошто се може да се јави. Дали долгата ресичка може некош да биде проблем? Да. И не само долгата ресичка. Или пак крениците исто така ги споминавте, но дали крениците може представуваат проблеми кај возрастните или пак само кај децата? И кај возрастните и кај децата. Зголемени хипертрофирани крајници, спуштено меко непце, хипертрофирана ресичка, зголемена хипертрофирана лингвална тонзила, база на јазик. Значи сите тие се предиспозиции за да се развие оваа болест. Да им дадеме простор на гледачите да се вклучат во програма со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Денеска зборуваме за ноќната апнеа, една болест која што е доста честа, иако не толку често се зборува за неа. Денеска токму поради тоа една цела емисија посветуваме на токму оваа содржина, на вашите прашања, на вашите искуства, коментар или пак одговор ке даде гостинката доктор Нена Пецева, специјалист по оториноларингологија од Жан Митрев клиник. Во продолжение на емисијата доктор Пецева ќе појасниме во кој случај станува збор за болест. Еве да погледнеме уште еден телоп кој што гласи: за болест се работи кога се јавуваат повеќе од 5 апнеи во еден час. Има понекогаш и некакви дополнувања, ако бројот на апнеи во еден час е поголем од 10 за време на спиењето. Ајде сега вие појаснете дали 5 апнеи за еден час се доволни за да се постави дијагноза ноќна апнеа. Ноќната апнеа се градира во 3 фази. Значи имаме умерена ноќна апнеа, лесна форма, умерена форма и тешка форма на апнеа. Различна е кај возрастната популација и кај педиатриските пациенти. Значи, кај децата блага форма е кога се јавуваат од 1 до 5 апнеи во тек на еден час. Умерена форма кога имаме од 5 до 10 апнеи во час. И тешка форма кога имаме над 10 апнеи. Додека кај возрастната популација лесна форма е кога имаме од 5 до 14 апнеи во текот на еден час, умерена форма од 15 до 30 и тешка форма над 30 апнеи во еден час. Така, и сега тоа кој ќе се помножи со бројот на часови колку што спиеме, всушност може да дојдеме до една исклучително голема бројка колку пати во текот на ноќта ние всушност може да имаме проблем со прекид на дишењето. И колку време уствари мозокот останува без кислород. Ајде да проговориме сега за симптомите. Точно ли е дека основниот симптом е рчењето? Гласното рчење. Рчењето е, може да се каже дека основен симптом, но интензитетот на рчењето не кореспондира со тежината на слипинг апнеата. Освен рчењето, друг симптом е и дневната поспаност, замор. Значи, и покрај долго преспиената ноќ, пациентите се будат со главоболка, со сува уста, замор чувствуваат, се намалува концентрацијата,
Ке децата иритабилни стануваат, се јавува почесто ноќно мокрење, како и развој понатака и на многу други системски болести. Така, за кои што ќе проговориме во текот на емисијата, но да им дадеме предност на гледачите, на нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака сега. Би сакала да прашам, докторката да ја прашам за апнејата муабетот. Јас имам синот декаде 38 години. Така. Тоа е страшна работа. Колку гласно? Речи, така? Че легне да спие, моментално запаѓа, да речем така, да не си знам како ово кома, еднијата ноздра му е запната и ти останува без воздух, кога ќе дојде до воздух, искрчува, се издишува. И пак ќе се занесу спиење и се губи. Викам, а се свесен си за тоа? Александра се вика. Не сум, вика. И пак издори страшно е, дори ми е страх да го гледам и само го буткам. Викам, а се разбуди се. Така. Исто доаѓа до тоа гушење. Така. И сега вие барате една консултација, дали се работи за ноќна апнеја или како може да се реши овој проблем? Ете така, баш слушав и гледав, ме интересираше дека тоа е на оторалингологија на клиника најверојатно горе. Така бевте таму, на лекар бевте? Не, би сакала да одам, да земам и да одам со докторката, да се мислиме без разлика кој така. да се консултираме, така. да видиме. Ви благодарам за вклучувањето во програма. И градите многу вака му скокат кога диши, многу се гуши, многу запаѓа таа. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Денешната гостинка е инаку оториноларинголог која што работи во Жан Митрев клиник. Повелете, доктор Пецева. Да, тие се симптомите на ноќната апнеја, тоа будење, гушење, неможност за земење на воздух и типично пациентите не се сеќаваат дека тоа го прават во текот на вечерта. Значи, треба да оди на преглед пациентот, треба да се направи прво оториноларинголошки преглед, потоа да се направи полисомнографски тест, со што би ја докажале ноќната апнеја, а потоа да се преземат соодветни терапевски мерки за да се реши тој проблем. Така, имам уште еден гледач кој што ќе се вклучи во програма во денешната Телма амбуланта со свое прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, поздрав до докторката и до вас, водителката. Ве молам, имам едно прашање. Повелете. Мојот сопруг често му се јавува преку ноќ апнеја, запнување на дишните патица, не може да диши и сам се буди. Сам се буди за среќа, се стиснува така меѓу рамото, ја стиснува главата и продишува. Често му се случува како ќе јаде благо. Например, нешто со шербет што содржи, пошто знае навече тоа да го постака организмот и јаде и веќе преку ноќта му се јавува тоа кога ќе го користи тоа благо и оттогаш. Така, значи вие го поврзувате тоа со начинот на исхрана пред спиење. Мислам затоа сакам совет. Така, еден совет дали промената на исхрана можеби би довела до подобрување. Многу е панично, значи тоа паника се ствара, особено кај мене што сум присутна, а тој сам се буди и сам си го наоѓа начинот да си го реши проблемот да земе воздух. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Дали може некоја потешка храна доколку си заде пред спиење да доведе до еден ваков проблем? Или благо? Тип на храна не е поврзана со ноќната апнеја, но прејадување навечер може да биде поврзано со честотата на апнеите. Повознемирени се, како што ве слушаме, партнерите или членовите од семејството на самите, пошто они се сведок на тие моменти на губење на воздух, а пациентот не е. И добро што и луѓето стануваат свесни за овој проблем, па реагираат и бараат помош. Така, ќе проговориме и за последиците од оваа состојба, но пред тоа ја би се задржала уште малку за речењето, да го погледнеме следниот елоп. Не мора секој што речи да има ноќна апнеја. Значи, ова не е основен симптом, иако може да биде главен. Да, тоа го реков и претходно, значи речењето и интензитетот на звукот при речењето не е поврзано со степенот на тежина на ноќната апнеја. Од прилика 40% од машката популација речат, а 24% кај жените и 10% од децата. Така и децата го имаат овој проблем? Да, и кај децата. Најчесто кај децата, како што рековме, алергии, зголемени аденоидни вегетации и хипертрофични тонзили.
38 децибели е звукот, јачината на звукот кај просечно рчење. А таа јачина како најголема е измерена 120 децибели, а може да замислите колку е тоа силно кога 115 децибели е јачината на звукот на амбуланско возило. Така, се е јасно. Е била дека втор по иритабилност звук што го создава човековото тело. Кога сме веќе за јачината и за децибелите што ги споменавте, дали треба пациентите кои што имаат проблем со рчењето да одговорат на следните прашања, да погледнеме уште еден телоп во Телма амбуланта. Значи вака, колку често гласно рчат, колку често го имаат овој проблем и дали речењето е толку гласно што им пречи на луѓето во обкружувањето. Доколку сите овие одговори се потврдни, може ли на стручното лице ова да му помогне, да му е некаква насока за решавање на проблемот? Секако. Ние ги поставуваме тие прашања уште во земањето на анамнеза на пациентот, но најчесто одговорите ни ги даваат другото лице што е придружник со пациентот. Што е. Така. Ајде сега да проговориме и за последиците по здравјето кои што можат да се јават поради недостаток од кислород. Значи мозокот не се снабдува доволно со кислород, дали тоа може да доведе до покачен крвен притисок, до проблеми со срцето, со работата на срцето и слично. Самото намалување на кислородот во крвта доведува до зголемен крвен притисок, односно до артериска хипертензија. Освен до зголемување крвен притисок, доведува и до пореметување на ритмот на срцето, до атриални фибрилации, кои може да доведат до срцев, до мозочен удар, доведува до зголемување на телесната тежина, намалување на концентрацијата, баш тоа недостаток на кислород на мозокот, неможа за концентрација, намалување на когнитивните способности воопшто, да. Исто така доведува и до намалување на функцијата и на црниот дроб, кај што може да се развие неалкохолно замастување на црниот дроб. Исто така доведува до развивање на диабетес мелитус, зголемување на нивото на масноти во крвта и сето тоа заедно повторно пак се сведува до пореметување на работата во срцето и така, значи системски проблеми кои што може да резултираат на крај и со проблеми со срцев удар. Имам уште еден гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Убав ден. И вам исто така. Фала. Да прашам нешто. Значи се работи за предвремено родено дете кој што има телектаза, BPD, значи миокардит. Нема апнеи чести, значи, мислам така да заборава да дише во сон, повеќе од 5 пати не, но дали има опасност, значи да ова повеќе се прошири со текот на времето. Така. Само навечер прашам, за преку ден не се случува тоа. Во однос на апнеите, дали може се зголеми нивниот број со текот на времето? Да, значи не се повеќе од 5 навечер, но ова нејзина хронична болест, која што треба развивање на бели дробови, она и паѓа кислородот, сатурација, значи некогаш многу пати сме лежеле каде што има забрзано дишење и кислородот достигнува до 65 например. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега вака телефонски дали би можеле за оваа сложена состојба да дадете некаков совет? Како што рековме, во слаба форма на обструктивна ноќна апнеја влегува кај децата и од 1 до 5 апнеи во текот на 1 час. Со оглед на тоа што има детето коморбидитети и тоа што паѓа сатурацијата на 60, мислам дека треба да консултираат педијатар. Ке нас педијатрите го прават полисомнографскиот тест, така да би советувала преглед педијатриски, да. Така, ајде уште еден гледач да постави прашање во денешната емисија. Добар ден. Дали ќе успее да се вклучи? Еве добивам знак дека имаме гледач кој што би сакал да постави прашање. Добар ден. Нека се јави подоцна. Како влие дебелината на овој проблем? Веќе го напоменавте неколку пати проблемот со зголемената телесна тежина. На каков начин влие и во колкав процент се намалува проблемот доколку се регулира телесната тежина?
Дури 46% од луѓето со обезност страдаат од обструктивна слипинг апнеа, а ке деца дури е поголем, тој број негде 47%. Дебелината влие на тој начин што масно ткиво се таложи во ткивата на горниот респираторен тракт, со што се намалува протокот на воздух низ нив и исто така имаме наталожење на мастите и во градниот кош, со што се намалува респираторната комплијанса, како и респираторниот витален капацитет. Значи, дишењето е отежнато. Со намалување на 10% од тежината имаме подобрување на симптомите на обструктивната апнеа од 20%. Затоа и во нашиот тим имаме и нутриционист, за да може пациентот да го третираме, да ги третираме сите причини што доведуваат до обструктивната апнеа. А дали апнејата се развива постепено или пак може да се јави како проблем ненадејно преку ноќ? Најчесто е постепено и со годините, бидејќи како во постара возраст, значи почест е проблемот со ноќната апнеа. Така, ајде сега да го вклучиме следниот гледач, овој пат се надевам успешно. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Да, бидејќи сега телевизорот го исклучен, па не слушам ја. Так, еве, сега конечно се слушнавме. Повелете кое е вашето прашање. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Кое е вашето прашање? Ало? Благодарам на докторката и на вас, Само ќе ве замолам да го исклучите тонот на телевизорот, од таа причина не можете да комуницирате со нас. Комуницирајте со нас преку слушалката. Добро, во ред. Ете така, сега повелете, кое е прашањето? Прашањето е малце покомплицирано. Едноставно, малце и смешно ќе испадне, ама... Ајде да слушнеме. Прашањето е... Имам проблеми со апнеа. И првпат го слушам тоа. Јас сум прво одесен, пијам лекарства за срце, за притисок и така натака. И жената, сопругата, од време на време ќе ме буцне, вика, речеш ваму таму. Јас знам дека не решам што се вика, него едноставно белите дробови ми свират. И толку сум секој пат свесен, а ми се случува некој пут да ретко, да немам воздух, па тоа моментално и ќе додам до здив. И сега не ми се случува тоа, ама речењето, не речењето, него ја сметам дека е тоа од плуќата. Так, тој звук што го испуштате додека дишете во сонот, сметате дека не е речење, туку дека потекнува од белите дробови и понекога се случува да не можете да земете воздух и ќе се разбудите и потоа се решава проблемот. Па не ми ни текнува дали може би еднаш, два пати ми се случува да едноставно рипрам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, прашањето дали може да биде толку гласен звукот од белите дробови да наликува на речење? Може да биде и затоа треба да се направи и оториноларинголошки преглед кај пациентот и пулмолошки преглед. Така. Како и полисомнографски тест да се види причината која е за речењето и за апнеите кај пациентот. Ајде уште еден гледач да вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката, се јавувам од Битола. Така. Ме интересира дали проблемот со хрчењето се решава по оперативен захват или може да се лечи со некои лекарства. Така, одлично прашање, ви благодарам за прашањето. Како би можело се реши, дали хируршката интервенција е единствен начин? Се зависи каков е степенот, значи каков е бројот на апнеи во текот на ноќта. Ке нас во болницата имаме неколку начини за третман на ноќната апнеа. Имаме амбулански третман, како и хируршки третман. Како прв
чекор, прва линија ни амбулантскиот третман, каде што со помош на неинвазивна метода со радиофреквентни струи вршиме намалување на волуменот на ткивата кои прават обструкција на дишниот пат. Доколку имаме други деформитети, како што е девијација на носната преграда или ако имаме носна полипоза, хроничен ринит, тогаш веќе хируршкиот третман ние го пред се. Така, го препорачувате како најдобро решение. Ендоскопската синус хирургија, септопластика, како и ке децата, например, тонзилектомиите и отстранување на крениците е по хируршки пат. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум возрастна жена на 63 години. Така. И мене ми се случува често пати, мислам едно до два пати во месецот може, да снемувам воздух во спиење, сопругот ќе ме удри вака по грбот и така добивам, има и некој крик ќе испуштам наеднаш, силен крик, тури, да ви кажам, ми е непријатно некаде кога патуваме да спијам со некој друг во соба, мислам да не ги испрашам луѓето со мене, само со сопругот кога одам некаде. Не знам од што може да е тоа апнеја, белите дрогови сум ги снимала, немам ништо, не сум пушач. Така, ви интересира дали би можело ова да биде апнеја? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Може ли ова да е апнеја? Да, секако наликува на апнеја и ја повикувам господјата да дојде да направиме полисомнографски тест и да откриеме дали се работи за обструктивна, централна и да го решиме проблемот. Неколку пати го споменавте полисомнографскиот тест. Како се изведува? Што е тоа? Полисомнографскиот тест се изведува во тек на спиење, каде што се следат неколку параметри и тоа со ЕЕГ се следи мозочната активност, со ЕКГ се следи активноста срцевиот ритам, движењето на очните булбуси го следиме, како и останатата мускулатура, како и протокот на воздух низ горните дишни патишта. Во самиот запис што го имаме на крајот полисомнографскиот тест, можеме да го видиме бројот на апнеи, бројот на хипоапнеи, на сатурацијата на кислород и со тоа исто така да се одредува дали се работи за обструктивна или за централна ноќна апнеја. И врз основа на тој запис ние одлучуваме за каков третман ќе ги третираме пациентите. Пред да го вклучиме гледачот, само да ве прашам дали пациентот би требало да преспие на вашата клиника за да се направи ова испитување? Не, на нашата клиника не преспиваат, они го земаат апаратот дома, да го монтираат во домашни услови и потоа наредниот ден ни го носат за да ги прочитаме резултатите. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторката се работи за внуче мое од 7 месеци. Така? Од кога е родено, но нон-стоп крчи. Кога спие, не се слуша, меѓутоа кога е будно е нон-стоп крчи. Кога е будно крчи, така? Да, кога е будно. Така? Нешто педијатар спомнал тоа, не е дооформено некои носни шуплини, не се разбира. Така? Меѓутоа би сакала да слушам мислене и од вашата гостинка. Така, ви благодарам за прашањето. Ке многу мало бебе крчење. Чим се јавува тој звук на крчење, сигурно има обструкција во носот или во горните респираторни патишта, така да мора да се направи еден оториноларинголошки преглед, ендоскопски, за да се види која е причината за крчењето. Така, ајде уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ја имам 68 години. Така. Кога легна наплеки вака, заспија и одма само се стора и се разбудува. Зошто? Не знам. Така, значи веднаш штом ќе заспиете, ви се случува тој проблем. Кога ќе легнете на грб, ако го разбрав добро гледачот. И најчесто кога пациентите, лечат, како што спомнавме, кога ќе легнат на грб, доаѓа до релаксација на мускулатурата во грлото, доаѓа до обструкција на дишниот пат и мозокот реагира со будење на организмот за да може да земе повторно воздух.
Тука ќе направиме една кратка пауза со блок реклами, а веднаш потоа, почитувани, се враќаме на денешната Телма амбуланта. Останете со нас да видите како се решава овој проблем, дали можеби само со промена на положбата на спиење до некаде би можеле да имате подобри резултати во однос на овој проблем. Продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Имаме мощна актуелна тема, прекин на дишењето во текот на спиењето, болест која што е позната како ноќна апнеа и е мощна честа, присутна како 5% од општата популација, дури кај децата на возраст од 2 до 8 години. Почесто се јавува кај мажите отколку кај жените, но од денешните јавувања можеме да забележиме дека речиси подеднакво и жените и мажите го имаат овој проблем. Гостинка во студиото ни е доктор Нена Пецева, специјалист по оториноларингологија од Жан Митрев клиник. Докторки, откако ќе биде поставена диагноза дека пациентот има ноќна апнеа, дали најнапред му се советува да направи некакви промени во однос на начинот на спиење? Дали промената на положбата, доколку не спие на грб, спие свртен или пак употреба на перници или не може да даде подобрување во оваа состојба? Доколку се работи за полесен степен на болеста, тогаш советуваме да спие на страна, да ја намали телесната тежина доколку има зголемена, да избегнува алкохол, цигари и седативи. Доколку не може или не успева овој третман, тогаш веќе пристапуваме кон амбулантски третман на причините за ноќната апнеа. Тоа е неинвазивна метода со радиофреквентни термотераписки струи, каде што со апликатор се намалува волуменот, се редуцира волуменот на органите, на причините за ноќната апнеа. Неинвазивна метода е скоро безболна метода, не се јавуваат крварења. А како се намалува тогаш, на каков начин? Што се случува во тие моменти? Со помош на струјата се прави коагулација, односно денатурација на ткивото. Со време се ресорбира самиот организам, го ресорбира ова коагулирано ткиво и се создава сврзно ткиво, лузнесно. Со тоа се редуцира волуменот. На тој начин можеме да намалиме хипертрофирани носни школки, за да се отвори дишниот пат низ носот. Може да се зацврсти и подигне мекото непце, бидејќи движењето уствари на мекото непце во текот на дишењето се јавува оној феноменот на рчење. Може да се ресекција да се направи, значи отстранување на овулата ако е елонгирана, хипертрофирана. Може да се редуцира волуменот на зголемени крајници, кои не се болни крајници, едноставно само големината нивна. Да, може и парцијално отстранување на тонзилите, намалување на зголемена лингвална тонзила, намалување на база на јазик. Значи, се со цел отварање на просторот за дишење. Така, проширување на протокот на органите кои што го доставуваат воздухот до белите дробови. Имаме двајца гледачи на линија, да ги вклучиме, потоа ќе продолжиме. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Првото прашање ми е дали кај нас во Скопје има центар за ноќна апнеа, посебен центар што третира ноќна апнеа. Првото прашање ми е затоа што имаме едно лично искуство, повеќе месечни представи во Америка и бев као пациент на еден таков центар. Центар за ноќна апнеа. Така. И таму они ме третира, носев холтер преку ноќ, холтерот кој што регистрира дишењето и покажува колку време сте спиеле на десна, колку на лева, колку на грб, ако има шпицови за евентуално апнеа и слично нешто. Како они после го третираат? После зимаат, ако има проблем, имав ја проблем, зимаат отиси од забало, како кога се прави протеза, и прават протеза силиконска, која што кога се уметнува го подигнува горното непсе нагоре. И на тој начин они го прават
дишниот пат. Дали кај нас имаме таква, такво искуство или дали кај нас таква работа се прави? Тоа би е прашањето и да предблагодарам. Ви благодарам и вам за вклучувањето во програми што го споделите вашето искуство со овој проблем и начинот на кој што сте го решиле. Значи, наскоро ќе биде отворен во Центар за нокна апнеја во Жан Митрев клиник. Да, тоа е причината за денешната емисија. Да, отвараме Центар за диагностика и третман на нокната апнеја. Ќе биде со мултидисциплинарен пристап од повеќе доктори и специјалисти. Доктор педијатар, доктор Манчева, ќе го прави полисомнографскиот тест кај деца, додека доктор Ѓоргов е задолжен за полисомнографското тестирање кај возрастни луѓе. Во тимот е вклучен нутриционист, како што кажав претходно, Марина Релушковска. Имаме вклучено и нейропсихијатри, професорката Лиљана Илиевска и доктор Емилија Ѓоргиева, кои ќе прават ЕЕГ со депривација во сон, и секако оториноларинголошкиот преглед кој го изведувам јас, како и третманот, амбулантскиот и хирушкиот. За кој што ќе проговориме за хирушкиот малку подолу во емисијата, да му дадеме предност на гледачот да се вклучи во програма. Добар ден. Ало? Повелете. Едно прашање имам до докторката. Така? Повелете. Мажот ми кога спие, многу му вријат градите, му свират фактички. А исто и дење некогаш кога седи, исто така му свири. 2 пати има направено рентген, нема ништо. Има и ЕХГ, ништо не му најдуваат, меѓутоа му свири многу пати, а и кога спие, наеднаш се закашлува во сонот. Што може да биде? Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Денешната докторка е оториноларинголог, но таа би можела да ви упати каде да се направат испитувања. Секако треба да се направи и оториноларинголошки преглед и пулмолошки преглед. Феноменот на звучниот феномен на градите може да доаѓа и од горно-респираторните патишта. Значи не мора секогаш да одбелите. И самото тоа закашлување може да е секрет од носот што се слева и што го дразни за да се јавува таа сувана дразнителна кашлица во текот на спиењето. Така да треба и едниот и другиот преглед да се направат. Така. Споменавте дека амбулантскиот третман е првиот, односно веќе втор чекор, доколку е малку посложена ситуацијата за решавање на ноќната апнеја. Во кој случај препорачувате хирушка интервенција? Хирушка интервенција препорачуваме кога имаме изразена девијација на носната преграда, која не можеме нормално амбулантски да ја решиме, кога пациентот има хроничен риносинозит со носна полипоза и секако кај децата најчесто проблемите со крениците ги решаваме хирушки, пред се затоа што ради неможноста за соработка за амбулантскиот третман. И ки нив најчесто проблемите со крениците се врзани со хронични воспаленија. Така да треба отстранување, почесто него ли намалување. Уште еден гледач ќе добие простор да постави свое прашање во денешната емисија. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, повелете. Вака, и кај мене истиот проблем. Добар ден. Добар ден, само намалете го тонот на телевизорот и комуницирате со нас преку слушалката. Поздрав до докторка, ме бинги со од вашата емисија, секогаш не се гледам. Исто проблема имам јас во ноќта, исто сама живеам, мене ме страх буди за спивање, но, знаете, мене ме повише изгледат кога направив пред 6 месеци јас травма на нос и ми се скрша рескавица, ми се правували во битола. Еве и сега има проблеми со неки вирус, што се излекував, имав обструктивен бронхитис, но нос ми стална, имам значи шлајмави, имам вака, и немам дишање вака. Тешко дишите, дишате тешко, така. А сте имале, значи, колку што разбрав, и повреда на носот. Па сега барате совет, што би било најдобро во вашиот случај? Ви благодарам за вклучувањето во програма. После повреда на нос може сепак да остане искривување носната преграда и нормално неадекватно дишење
низ носот. Господјата спомна дека има и секрет и хронични бронхити, значи пред се тука треба и третман на воспаленијата и инфекцијата, па потоа да се направи полисомнографски тест, да се види колкав е бројот на апнеите или колкава е губењето на кислород во текот на ноќта, па да се преземат соодветни мерки. Уште еден гледач ке вклучиме. Уште едно прашање од гледач. Минути за вас, почитувани. Добар ден. Добар ден. Повелете. Нешто не ми е јасно, односно не штима што би рекле по српски. Како тоа лекување на апнеа, кај хроничен тонзилит, полипоза и ринос синузит. Тоа не е индикација, односно не дава симптоми на ноќна апнеа, тонзилитот не дава ноќна апнеа, полипите не даваат секогаш ноќна апнеа, како хируршки третман на тако нешто. Така. Нешто не ми е одговорот во ред. Така, ви благодарам за прашањето. Дали можат полипите да создадат ноќна апнеа или не? Да, можат, затоа што го обструира дишењето низ нос. А хроничниот тонзилит го спомна во однос на во детската популација, каде што е најчеста причина за отстранување на крајниците. А хипертрофирани зголемени тонзили како се причина за ноќна апнеа. Така. Кога зборуваме за интервенциите, амбулантските, дали е потребно да се примени некаква локална анестезија? Да, тие се изведуваат со локална анестезија и затоа ја рачунаме како скоро безболна процедура. Минимално инвазивна е, во амбуланта се изведува, нема потреба од хоспитализација на пациентот, истиот ден пациентот си оди дома, најнормално продолжува со своите секојдневни активности. Немаме крварење, немаме компликации, бидејќи самиот апарат ја мери импедансата, напнатоста на ткивото и самиот се исклучува. Значи не треба се плашиме од овертретмент, значи од прекомерно и од компликации. И затоа како метод на избор го бираме пред се амбулантскиот третман. Она што не можеме да го направиме со тој третман, вршиме хируршки во сала. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодарам. Среќен 8 март. Ви благодарам, среќен 8 март и вам, малку порано, ама убаво си честитам. Докторката, јас сум оперирана од носот пред 18 години. Така? Сега јас пред година дена паднав од втори спрат. Сега многу имам проблеми, злато со носот и дури окото притисок ми спати и дишењето многу ми е слабо, со помпи, со све покушувам. Нарочито и ден и ноќе и некој воздух не можам да земам. Се закашувам и дури гледам само кај да излезам, вода не можам ништо да проголтам. Така. Ви благодарам за прашањето. Каков совет би дале во овој случај? Да дојде на преглед, да видиме која е причината за симптомите и потешкотиите што ги има. Така, значи само со ендоскопски преглед да се направи, и да се видат причините. Кога треба Центарот за ноќна апнеа во Жан Митрев клиник да почне да функционира? Се уште сме во припрема, али би требало за месец дена, очекувам да почне со работа. Веќе сте екипирани? Да, веќе екипата е направена, апаратурата е нарачана, има голема заинтересираност од пациенти, така да мислам дека сме на правиот пат. Така. На каков начин ќе можат да се пријавуваат пациентите за да се испитаат кај вас? Дали ќе треба нешто претходно да се направат некои испитувања и слично, или сето тоа ќе биде? Само треба пациентите да контактираат инфопултот на клиничката болница Жан Митрев и ќе им закажат преглед кај нас. Така. Како е вашето искуство? Кој најмногу се јавува? Дали повеќе мажи, дали жени? Колку често децата доаѓаат на преглед? Претежно се машки, од машка популација пациентите, но има и жени повозрасни, како и дечиња.
Да. А кога доаѓа децата, имам знак само за гледач да го вклучиме во програма, па ќе продолжиме со прашањето кое што е поврзано со крениците во детска возраст. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам син 30 годишен. Така. И има ноќна апнеја веќе. Диагнозата е ноќна апнеја. И во државна болница се третираше таму и препиша некој апарат. За време на спиење, значи го користи апарат. Така. И го имаме веќе апаратот. И во користењето на апаратот му се јавува некоја кондензација. Веројатно докторката знае кондензација во цревото. Јас себе не знам да го кажам дали тоа е од температура или од квалитетот на апаратот и дали постои друг третман за отстранување, односно за лечење на оваа болест. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и да појасните сосема накратко за ова апаратче. Да, веројатно станува збор за ЦИПАП апаратот. Јас сепак давам предност на третманот на причините за ноќна апнеја, бидејќи со еден третман се решаваат причините и се добиваме одлични резултати во дишењето на пациентите, за разлика од апаратот што пациентите мора секоја вечер да го монтираат и да го носат со себе. Сепак испиењето со апарат колку би било удобно, вака барем на еднократно го решаваме проблемот. Дали со само еден третман се решава проблемот или понекогаш се потребни неколку зафати за да се елиминира причината што довела до најчесто е со еден третман, но во третманот не значи дека само една причина решаваме. Обично се неколку причини ке пациентите, комбинација на намалување например на носни школки, со подигнување на меко непце, намалување на тонзили, значи се она што е потребно ке пациентот да се направи. Али најчесто завршува со еден третман. А кога родителите се јавуваат за децата, дали најчесто се јавуваат заради ноќна апнеја или пак откако ќе им бидат откриени големи крајници, ги носат на лекар поради големи крајници, па докторот ги наведува да внимаваат дали детето се буди во текот на ноќта, односно има проблем со спиењето? Најчесто ги носат поради ирчење во текот на ноќта или спиење со отворена уста. Тогаш нормално го правиме полисомнографскиот тест за да можеме да потврдиме диагнозата за апни. Родителите не се свесни дека се работи за апнеја, кога детето наеднаш ќе менува положбата на спиење или се буди па презаспива. Така да главна причина е рчењето. Така. А што е со рчењето доколку пак не е присутна ноќна апнеја, дали тоа може да се реши по хируршки пат? Може да се реши, како што спомнав, значи со зацврстување и подигнување на мекото непце и увулата се менува, се намалува звукот на рчењето, бидејќи рчењето настанува со вибрација на меките ткива во грлото. Јас ви посакувам да имате многу успех со овој центар за ноќна апнеја што ќе го отворите и се надевам дека проблемите на многу пациенти ќе бидат решени токму на вашата клиника, дека ќе имаат мирен сон, дека и нивните партнери исто така ќе може да спијат и мирно и безгрижно, без да ги будат и да се секираат дека не земале воздух и може да се случи ништо лошо по нивното здравје. Благодарам и на вас што ме повикавте и се надевам што побрзо ќе почнеме со работа и нема да ги разочараме пациентите. Секако. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Зборувавме за ноќната апнеја, еден проблем кој што е исклучително често присутен. Можевте да видите и за фреквентност на овој проблем од интензитетот на јавувањата на гледачите во денешната програма. Во понеделник имаме повторно една актуелна тема, ќе зборуваме за женското здравје, поточно за менопаузата. Следете не. До гледање.